Темата, да, право на темата, нормално. Лидерот на ВМРО ДПМН обвини дека МВР ќе работи во интерес на Социјалдемократскиот сојуз, дека можеби ќе се злоупотреби Министерството за потребите на оваа партија, така да има ли коментар околу ова повеќе? Тоа е на конвенцијата беше стакнато. Мојата јавна порака и денес и претходно упатена и до граѓаните, меѓутоа и до припадниците на Министерството за внатрешни работи е дека ниту еден припадник на Министерството за внатрешни работи не смее да се става во служба на било која политичка партија, ниту да се користат материјално-технички ресурси. Времето кога просториите на МВР се користеа за партиски штабови, кога возилата на МВР се користеа за пропаганда на партијата, токму на лидерот кој што денеска повикува дека такво нешто ќе се случи, заврши. Така да најстрого ќе биде санкционирано било какво злоупотребување на човечки или материјално-финансиски ресурси во текот на изборниот процес, освен за работата политичка која што ќе значи одржување на јавниот ред и мир, обезбедување на сите митинзи кои што ќе се одржуваат на политичките партии, целиот тој период до одржувањето на изборите, безбеден изборен ден, тоа ќе значи за нас успешно спроведување на изборите. Така да може да се злоупотребува било каква политичка изјава, да се повикуваат на било што друго. Јас ги повикувам политичките лидери, политичките партии да бидат во функција на фер и демократски избори. Тоа е нивна обврска, а обврските на Министерството за внатрешни работи ќе си ги исполниме согласно законските прописи во Република Македонија и секој случај, поединечен или било каков, кој што ќе значи прекршување на овие принципи, ќе биде најстрого санкциониран. Уште едно прашање имам, значи во очи на изборната кампања имаме закана до лидерот на ВМРО ДПМН, изутринава има 2 штаба нападнати, еден скршен, еден дури е претенденциозно да кажам што му е направен. Така да очекувате ли насилства и прекршување на изборниот законник и повеќе кривични дела во однос на останатите изборни процеси? Министерството за внатрешни работи се подготвува интензивно, веќе е формиран и штабот и работи во подготовка на овие локални избори. Тоа нема да зависи само од МВР. Ние сме подготвени да го заштитиме изборниот процес, меѓутоа партнери во тоа мора да бидат и граѓаните и политичките субјекти. Треба да се знае дека било какво нанесување штета преку демолирање на штабови и така натаму, нити ги зголемува можностите за подобар резултат на изборите, ниту ќе допринесе за добра изборна клима. Затоа мора и малку партиските водства да работат во рамките на партиите, да бидат достојни во спроведувањето на изборниот процес, така да во тој дел мислам дека ако работиме сите заедно, нема од што да се плашиме дека се можни било какви инциденти. Какви информации имате по однос на истражните дејства кои што се преземени за сериозните закони до лидерот на опозицијската партија од страна на отворени подшутка? Игор Мик. Тој процес е во истрага во јавното обвинителство и јас не можам наистина да споделувам детали, без разлика дали имам информации подетални или не. На тоа го оставам на јавното обвинителство да се подработи, да се постапува согласно законските прописи и секој да си сноси одговорност за нашето право. Наистина, утре само цело да причеста судењето за Боран Којевски за делото кое до тоа специјалното јавно обвинителство. Кога е истрагата во тој тек? Има ли некои по-конкретни информации каде се двајцата прилаци? Во однос на тоа до каде истрагата и што се работи, ќе се обратите до специјалното јавно обвинителство. Во однос на информациите за тоа каде би може да се наоѓаат, ние имаме дознание, секојдневно добиваме нови податоци, проверуваме, меѓутоа тоа не се податоци што може да се споделува. Пратите ли да се размислувањето дека е историја за органите на прогонот директно ќе продолжува тој процес? Тие информации ги има специјалното јавно обвинителство. Само уште едно прашање на оборотената министра, морам да почнем да видам доследен и прецизен. Кој е модел на реформи со темните служби избран, бидејќи рековте дека до крајот на годината ќе бидат донесени законите. Дали ќе остане овој систем сега што го имаме со трите агенции, УБК, Агенцијата за развој на разузнавање, дали УБК ќе остане во рамките на МВР или пак како што беа најавите се размислува да премине под ингеренција на владата? Прво, реформите во безбедносните служби
или по целиот овој сектор се базирани на два дела. Едниот дел е реформа во системот на следењето на комуникациите и вториот би бил реформа во безбедносните служби. Ние во планот 369 беше предвидено и тоа веќе го исполнуваме да до крајот на септември го определиме моделот за системот на следење на комуникации. Значи, вие знаете дека имаше претходно една анализа направена преку проектот Интелигенција кој што беше. Се понудени 4 модели. Ние сме ги разговарали на ниво на Министерството за внатрешни работи, сме разговарали и на ниво на влада. Ќе отвориме дебата сега преку формирање на работна група што е во тек. Ќе се формираат меѓуресорски работни групи со представници на сите институции кои што се засегнати или кои што се учесници и корисници на системот за следење на комуникации и преку таа работна група веќе ќе се детектираат законските измени кои што треба да бидат направени на подзаконските акти. Очекувам дека до крајот на годината ќе имаме конкретни законски решенија изанализирани, издебатирани во јавноста. Инклузивноста е многу важен процес, да ги вклучиме граѓаните, да ги вклучиме невладините организации во овој процес на реформи и да навистина овој прв дел од реформите на следењето на комуникациите го завршиме до крајот на годината, а паралелно работиме и на анализирање на моделите кои што се понудени како можни опции за реформа на безбедносните служби. Таму и веќе ќе се отвори во таа дебата и ќе се добие одговор на прашањето дали и како ќе бидат организирани Веќе кај моделите дали се фаворизира некој што од сега како најдобра опција? Ние имаме цел да го избереме најдобриот модел кој што би бил ефикасен. Инаку фаворизирање не може да постои заради тоа што нас ни треба најдобра европска пракса, тоа што може да биде функционално и тоа што не може да се злоупотребува, да се постави систем во државата без разлика кој ќе биде министер, кој ќе биде на чело на владата во Република Македонија, системот да функционира без можност за било какви злоупотреби. Тоа е интерес на оваа држава. Благодарам.